Во саботата на стадионот Никола Мантов се одржа 22-та Републичка пензионерска олимпијада во организација на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Република Македонија. На олимпијадата учествуваа пензионери спортисти од 34 пензионерски здруженија, кои се надпреваруваа во 11 дисциплини. Пред почетокот на олимпијадата пензионерите ги поздрави министерката за труд и социјална политика Миле Царовска. Мене навистина ми е чест што имам можност да се обратам на една ваква свечена манифестација на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Република Македонија. Возрастните лица во Македонија и пензионерите ја носат мудроста на нашето општество. Јас навистина би сакала да ние како млади луѓе можеме да слушнеме, да искористиме се она што вие сте научиле и секако да вложиме дополнително во нашето општество кое што вие веќе сте го граделе и сте го донеле на ова ниво на кое што е. Домаќин на овогодишната олимпијада беше Сдруженијето на пензионери од Кочани, кој со задоволство ја прифати и организира оваа пензионерска олимпијада. У името на пензионерите и пензионерките, наши членове од општините Кочани, Зрновци, Обрешево, Чешиново, кои што се организирани и здружени во едно здружение на општина Кочани, ние сплотено работиме и сметамо ти допринасеме за развојот не само во спортот, него се на општиот овој развој по нашата програма. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски ја проследи олимпијадата и им посака добре дојде на пензионерите. Сите овие 500 кои што сте гости на општина Кочани ќе бидете победници денеска. Ќе бидете победници заради тоа што докажувате дека и во третата доба имаме можности да спортуваме, имаме можности да се докажеме како членови на општеството, имаме можности да покажете на нас помладите дека вие сте составен дел во ова општество. Присутните ги поздрави и подпредседателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Република Македонија Салтир Каровски, кој им посака успех на учесниците пензионери. Реализираме спортски активности и надпревари на пензионерите во Македонија со цел унапредување, збогатување и проширување на интересот на пензионерите за практикување на спортски активности за одржување на психофизичката активност на пензионерите. На крајот олимпијадата заврши со заедничко дружење на пензионерите во ресторанот Амор.